Се враќаме во студиото. Гостин сега е Джелал Назири, директор на СКУП. Како што споменав, прилогот што го гледавме за партискиот имот е во рамките на СКУП, истражувачко новинарство, и редно е да кажеме дека автор на овој прилог е Горан Левков, така? Да, автор е Горан Левков, мојот колега. Фактички во целото истражување беа вклучени скоро целата екипа на СКУП, со оглед на фактот дека истражувањето се одвиваше во 2016 година, во времето кога институциите беа најзатворени. Колку време им требаше на новинарите, бидејќи документи од катастарот, мислам разни документи се потребни за тоа? Мислам дека најмалку потрошивме 3 месеци во процесот на истражување и прибирање на документи кои ги баравме по слободен пристап до информации, по Законот за слободен пристап до информации. Неколку пати бевме, фактички наидовме на затворени врати во дирекцијата за катастар, кои фактички службениците таму се плашеа на некој начин да одговараат на нашите барања. Но на крај, за среќа, ги убедивме дека тоа законски е можно и законски е потребно. Јавноста треба и мора да знае за кого гласа, колку тежат нивните политички партии, што поседуваат. Значи, тоа е информација која е од највисок ранг на јавен интерес. Во сите демократии се знае, финансирањето на политичките партии, на изборните кампањи е изворна корупција. Партијата која на власт ги користи сите ресурси што може државни за да ги полни партиските, па понекогаш нели и личните каси. Зошто вчера се подсетив на прилогов што го подготвивте, кој како што рече од пред 2 години, ние тогаш го имаме гледано, едноставно дојде судската одлука за замрзнување на партискиот имот. Што ми е интересно? Представникот на ВМРО ДПМН кажа дека нивниот имот вреди околу 10 милиони евра. Вие во овој истражувачки прилог велите дека кошта по пазарна цена околу 60 милиони евра, а само партиската палата е околу 40 милиони евра. Видете, како ние тогаш каде доаѓа до разидување? Да. Ние тогаш по слободен пристап до информации од јавен карактер дојдовме до информација дека партијата поседува 93 имотни листа. Добро. Или вкупно 33.238 метри квадратни. Тоа вклучува објекти, земјоделско земјиште, дуќани, станови, а во општина Сарајс имаше наведено дека поседува и пасишта. Јас секогаш се прашував кој треба да пасе на тие пасишта или зошто пасишта на една политичка партија, било која да е? Јас мислам дека сите партии, на некој начин, ако се гледа низ политичката историја или од 92 па навам од независноста, ја користеа моќта на власта за да трампаат објекти, да се здобиваат со имот, да земаат од државата објекти кои потоа ќе им служат како партиски седишта и така натаму, но ВМРО веќе се прошири, нивниот имот е распространет низ скоро сите општини во Републиката. И тоа беше малку, зашто листата која ја добивме од катастар, значи ако кај СТСМ беше некои 9 имотни листа, ако не се лажам сега, да не сгрешам пред 2 години, кај ДУИ имаше 4, ДПА имаше 1, но кај ВМРО се јавува 93 имотни листа, што беше сигнификативно дека нешто можеби и ама основното е од каде тие пари, тоа се пари, ова е мала сиромашна држава. Тоа е фактички тоа е работа на и ова се случува додека е партија на власт. Да истражуваат како една партија која не знам, не е профитабилна партија, нема таа партија ниту фабрики, ниту не само таа, туку и другите партии, како е можно толкав капитал да поседува и да купува толкав имот. Но тоа е работа на институциите, не само за ВМРО, да истражуваат и за другите партии. За сите партии ова беше сива зона, во сите овие години од Брисел доаѓаше критика
во континуитет на темава. И прашањето зошто има дискрепанца или разлика Да, меѓу во вреднување на имот. Ние целиот овој имот одевме зашто катастар, агенција за катастар има на нивната интернет страница има ориентационен ценовник за метар квадратен во различни локации. Значи цената варира од локација до локација, но тие се само ориентациони. Само за, на пример, од Белата палата која се вика. Значи тоа е во строгиот центар на градот. Таму цената е според агенцијата за катастар е околу 1100-1200 евра по метар квадрат, но имаме, да речеме, случај и документи каде што фирма која купувала токму од оваа зграда, мислам околу 5% од метражата, површината која има платено по 3400 евра по метар квадрат. Значи не е таа реална цена која се Дури не вие што ја пресметувавте? Ние ја пресметувавме фактички по таа пазарна цена. Добро. Имавме примери неколку згради кои беа во 2011 година трампани помеѓу фирми различни, кои, значи, сега таа компанија Ова за Телеком зградата? Да, за Телеком зградата, значи, прилично иста квадратажа, која чини околу 38 милиони евра. Ама и многу од зданијата во Скопје 2014 новите барокни згради, ја мислам по 30 милиони евра нема изградено зграда. Да. Тоа е пазарната цена. Барем некои за кои знам, а се помали од палатата на ги имаме наведено. Значи, што е значи ги имаме наведено цените кои ги дава агенција за катастар, кои се фактички не се релевантни зашто пазарот диктира други цени, но имаме до таа сума дојдовме тргнувајќи или обидувајќи се да дојдеме до таа реална цена на таа површина која се наоѓа во строгиот центар. Тогаш 10 милиони евра дури е многу малку и за самата партиска зграда, а не за целиот имот партиски. Сега не знам како која цена сега во моментов држи таа зграда или по која цена можеби ќе биде продадена. Па сега нема продавање во моментот. Или добро, кога ќе се одмрснат во иднина. Исто по овој основ имаме пресметано и во другите места. Значи во Битола, имаше мислам околу, ако не се лажам, стан околу 374 квадратни метри, значи во централното подрачје, и цените во тоа подрачје се 500 евра по метар квадратен, и испаѓа дека тој имот таму чини 187.000 евра. Значи по тие цени ние одевме да пресметаме колку реално е таа собственост, колку вредност на собственоста на не само на ВМРО ДПМН, туку и на другите партии, да. Но и сите соговорници политичари самите кажуваат дека се вртат црни пари, како речи, 2/3, тоа и Санадер го има кажано во еден случај кога Јадранка Косор кога ги рекол 1/3 на маса, 2/3 под маса. Значи, ти благодарам што беше гостин. Идејата ми е да ја држиме темата финансирање на политичките партии, на изборните кампањи. Таму е изборот на корупција и во секој случај вакви истражувачки истории се нешто добро и добро е да се повторат кога само уште ова ако ми дозволите, ние ќе дојде до некаков судски. Ние веќе правиме истражување и фоллоуап на оваа сторија, за да видиме дали има промени, зашто гледаме дека тука има 93 имотни листа, а се замрзнати 69 имоти. Значи, дали можеби имало во меѓувреме некоја промена? Мислите, дали партијата во меѓувреме ги продала или дали обвинителството бара само за делот имотот, и да видиме другите партии, да речеме и овие новите партии, но да видиме и
владините партии дали нешто тие што се на власт секогаш треба да бидат мета. Собственоста. Исто така ќе одиме да планираме да направиме платформа според која ќе ги следиме и ќе следиме и собственичката состојба на функционерите, министрите и пратениците, со цел за и јавноста, и медиумите, и ние да бидеме во тек како се менува нивната собственост и дали е тоа реално или не е реално. Джо, ти благодарам што беше дел од нашата програма. Сега